Петок, 31 мај, кратки вести во 12 часот. Петар храбро ги издржа двете тешки операции за сколиоза, информира Гордана Поповска, мајката на Петар, за чие лекување периодов наназад се организираа бројни акции за собирање помош. Сега се опоравува и наскоро ќе се вратиме дома, додава мајката, упатувајќи благодарност до сите кои на било кој начин помогнаа, како и на професор доктор Чагатай Остурк од болницата во Истанбул, каде се извршија операциите. Петар има 22 години и боледува од ретка болест, а како последица на ненавремено поставена дијагноза имаше сколиоза за која беше потребна хируршка интервенција, што не можеше да се изведе во Македонија. Информацијата дека во Охрид има празни 17.820 станови, кои се речиси половина од изградените 33.660, е помеѓу најкоментираните деновиве на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите во коментарите посочуваат дека исклучително високите цени по метар квадратен и наводната постојана побарувачка на станови може да се објасни со перење на огромни пари со овој сектор. Како можно решение на проблемот се посочува подигнување на дел од даноците, а во еден од коментарите и сосема оправдано се прашува зошто се издаваат нови градежни дозволи и се гради насекаде, дури и каде не би требало да се гради. Ако сакаме туризам, изградбата на стамбени згради треба да се стопира за наредниве 30 години, стои во коментарот. Во сабота на 8 јуни Охрид ќе биде домаќин на првиот турнир од новата јадранска текбол лига. Најдобрите текери од регионот ја започнуваат битката за јадранската круна во бисерот на Република Македонија. На надпреварот ќе учествува и еден од нашите најдобри текери, македонскиот репрезентативец, охриѓанецот Димитар Пејчиновски. Среќен сум што во мојот роден град за прв пат ќе се одржи турнир во текбол, спорт со кој се занимавам веќе 5 години. Се надевам дека ќе стане традиција јадранската лига во текбол секоја година да стартува од Охрид, вели Пејчиновски. Ќе се игра во две категории, машки сингл и машки парови, а предвидениот награден фонд е 2000 евра. Покрај турнирот, на 7 јуни ќе се одржи и регионалниот семинар за судии. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност. Дува слаб до умерен јужен ветер. УВ индексот е 7. Максималната температура во Охрид до 24 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.